отиде без да рече збогум. Со денот облачени си, за се што меѓу нас се случи. Знај, мила, јас не бев крив. Добро дојде. Мило ми е што дојде во Кај мојата потпаролот емисија. на Нови Талас, а јас бев техничко. И затоа не ми плаши ништо, тој ги објасни се. Добро вечер, почитувани гледачи. Следува ново издание на подкастот на Делчево 365. Овој пат наш гостин е нашиот сограѓанин Никола Арсовски, познат адвокат кој што живее и работи во Скопје, но мотивот за да разговараме со него е друг, неговото музичко педигле, така да кажеме, и нивната нова песна со нивната група која што неодамна излезе. Но еве прво ќе му посакаме добар ден. Добар ден на вас и на вашите гледачи. И често задоволство ми е да гостувам во вашиот подкаст. Ќе почнеме со она што го најавивме, вашите почетоци, првиот контакт со инструментот, љубовта кон музиката кога започна. Така. Уште од мали нозе да кажам, јас сум почнал да пеам, тоа ми има кажано мојата мајка, и моите родители изразија желба, мислам дека бев на 7-8 годишна возраст, и ми го купија првиот инструмент хармоника. Почнав да свирам на хармониката, песни што тогаш ги слушав, немав никаква музичка наобразба и продолжив до 13 годишна возраст, со тоа што благодарение на искажаниот талент кој најверојатно сум го наследил од мојот дедо по татко Никола, моите ми ја купи втората хармоника, имав некаде околу 13 години се сеќавам, и продолжив да свирам самоуко, така да кажам, со тоа што открив дека јас можам и да компонирам песна. Ја компонирав и ја напишав првата песна, значи прво ја напишав текстот, а потоа ја направив и композицијата со наслов "Отиде без да речеш збогум". Отиде без да рече збогум, со денот облачени си, за се што меѓу нас се случи. Знај, мила, јас не бев крив. Тука не застанав, се обидов и во инструменталната музика. Направив една композиција, која може да ја видите, после тоа доживеа и винилно издание. Значи, ја напишав, меѓутоа тогаш немав можност да ја снимам и остана во моите сеќавања. Сепак желбата за настап во музичка група беше огромна, меѓутоа тогаш немаше услови, инструментите беа многу скапи, не можевме да се екипираме и така натаму, и тоа тлееше кај мене како некоја неостварена желба. Сепак животот ми покажа дека и неостварената желба може да се оствари на начин што на 16 годишна возраст учев во гимназијата Методи Митевски Брицо и дознав дека од Република Бугарија, од градот Симитли, е дојдена покана за настап на музичка секција на гимназијата во тој град. Да те прекинам само малку, претходно зборуваме за периодот до 8 одделение. Да. Тогаш беа вашите почетоци со пишувањето. Так. Со тоа што заборев да спомнам само дека тогаш ја искомпонирав и напишав текст и за народната песна. Инспирација ми беше сепак Кереот Гоце Делчев, револуционерот, и сакав да направам една патриотска песна која ќе остане во сеќавање на Делчево и делчевци и ќе се подсетуваат на убавите спомени од комитството и револуционерниот период. И таа песна остана во моите сеќавања, немаше каде да се снима, немаше каде да се обнароди. Со тоа што да се навратам сега на тој период во гимназијата, кога дојде таа покана, во тој период имав среќа голема и благодарен сум многу на мојот другар Бранко Попчевски, кој во тој период беше 2 години постар од мене, и не повикаа тоа што професорот по музика Слободан Илиевски, да се обидеме да ја спремиме и рециталот, и хорската група, и настап на неколку песни. Забавни, поп, рок,
и нешто странско ако успее. Првата музичка група во тој период ја сочинува Бранко Попчевски, свиреше на бас гитара, се сеќавам Ванчо Новоселски соло гитара, за жал сега покојниот Петар Атанасов на бубњеви, и јас за прв пат се обидов со клавиатура, свирење на клавиатура. Почетоците беа малце потешки од причина што јас немав никаква музичко искуство, а сите тие имаат веќе свирено во музичка група. Сепак, Попчевски имаше трпение со мене, значи многу ми помогна и ние успеавме за релативно краток период да спремаме заедно со хорот и рециталот неколку песни, кои успешно ги изведовме во Република Бугарија, во градот Симитли. И после тоа се вративме во Делчево. Желбата ми се исполни за настап во музичка група, меѓутоа сакав и да продолжам. Го имав тој пех и таа несреќа да кажам, што Бранко беше 4-та година, Ванчо Новоселски беше 4-та година, беше јуни месец заминуваат и ние двајцата со Пепи не можевме да формираме група. Меѓутоа во тој период влегоа уште двајца членови во групата и јас ја формирав групата Нови Талас. Бранко повторно ќе го споменам, несебично ни помогна околу екипирањето, околу музицирањето, околу совети по однос на пеење, свирење на песните и така натаму, и од тогаш ние продолживме како Нови Талас. Да те прашаме пред да преидеме на Нови Талас, периодот во гимназија, освен твоите лични почетоци, како во тоа време се одвиваше тој музички развој на оние млади кои сакаа да музицираат, освен вас, некои други групи да споменеме, сигурно имало? Па сигурно да, во тој период конкурентна група да кажам беше Рок Удар. Тоа свиреа претежно рок песни. Многу ми е жал што еден од лидерот и водачите на таа група, Јане, не можам да се сетам на презимето, почина заедно со Пепи и уште двајца членови. Тука беше групата Пацифик од село Цвегор, во кој членуваше Ванчо Новоселски. Се разбира, веќе професионално се бавеше Црни орли, веќе професионално настапуваат. Се појави една група и после нас во која Висок напор, мислам дека се викаше. И тоа беа тие неколку групи што во тој период музициравме и ја збогатувавме музичката сцена во Делчево. Значи ли тоа дека имало надпревар помеѓу самите вас на музички? Немаше надпревар, ние дури организиравме и гитаријади. Значи и настапувавме на гитаријади, ќе одбележам еден настап во Берово. Значи ни повикаа на гитаријада во Берово. Од 5 групи ние го освоивме второто место, зборам за Нови Талас. Ние организиравме неколку гитаријади во Делчево на базенот на Бината. Освојувавме 3 или 4 први места со песни, меѓутоа никако не успеавме да моите песни, условно кажано, да ги изведуваме. Освен Отиде без да рече Збогум, која ја спремивме и која на јавни настапи изведував. Сепак мора да го одбележам, нашиот најголем успех е на излекувањето на главната награда на Нова Македонија. Се сеќаваат по старите сигурно сограѓани. На Нова Македонија вечер правеа наградна, голема наградна игра, излегуваа купони во тој период, се пополнуваат и се пуштаат до Нова Македонија и се организираше финално излекување со доделување на автомобил и други главни награди. Една година чест да биде домаќин на тоа главно излекување беше и Делчево. Главното излекување беше на бината пред сегашниот културен дом. Се собраа голем број на граѓани од Берово, Делчево, Пекчево, Каменица и се излекуваше главната награда со тоа што како гости настапуваше и културно-метничкото друштво Орце Николов од Скопје. Ја имавме ние таа чест како Нови Талас да настапиме последни со 3 композиции, меѓу кои беше и мојата Отиде без да рече Збогом, од која имаме и фотодокументација од тој настап. И навистина беше чест и задоволство да се свири пред толку голем број на луѓе.
А инаку како Нови Талас имаме настапувани и во Скопје, во студентскиот дом Кузма Јосифовски, Драга Стојанова и во Стив Наумов. Значи 2 свирки имаме отсвирено и таму и со доста солидна посетеност. Спомнавте културно-уметнички друштва, значи паралелно во тоа време, освен музиката со која вие се бавите, имало и фолклор присутно, па тоа значи дека Делчево на некој начин во тој поглед бил жив град. Дали Па добро, имаше фолклорна група Распејани Долчевчани, која имаше успешни настапи во Делчево и во странство, која беше пропратена и со игрорна група, која исто така, колку што се запознаем, имаше настапи освен во Републиката, во Југославија и во странство, и мислам и дека и ден денеска се негува тој дел на фолклор. така последна емисија снимивме за тоа со професор Плачковски, сега ја кажавме за гимназијата, следува периодот во Скопје. Нови Талас постоеше некаде околу, мислам, 7 години. Меѓутоа се појави одредени проблеми и групата се расформира со тоа што ја се повлеков. Продолжив да живеам и работам во Скопје, останатите членови останаа тука и продолжија со музика. Во Скопје не се бавев со музика, иако инструментот ми беше во Скопје, свирев за своја душа. Со тоа што добив желба да го променам, земав појак инструмент, значи синтесайзер, организер, аранжер, со кој можев и понатаму да продолжам да компонирам музика. Да бидам искрен, некако инструменталната музика повеќе ме влечеше и почнав да компонирам инструментална музика, при што се појави мојата втора инструментална композиција, која ја снимавме исто во студио, која ја има на снимка и во скоро време ќе ја постираме и на YouTube и неа. Продолжив со компонирање и снимање, меѓутоа, за жал, сите мои демо снимки ги чував во мобилниот телефон. Се расипа, пропадна и некако ми пропадна и желбата, изгубив желба за понатамошно компонирање, се до еден период кога сега пред отприлика година дена формиравме нова група во Скопје со име Топ група. И оваа група ми даде инспирација и можност да продолжам со компонирање. Пред отприлика 4-5 месеци продолжив со компонирање на поп песни. Прво ги пишував текстовите, а потоа ја пишував и музиката. Напишав некаде околу 10 песни со музика, ги снимив во демо верзија, а со Бранко Попчевски се договоривме едната од нив да доживее и студиска снимка, тоа е поп женска. Значи ја снимивме во неговото студио. Снимањето траеше некаде околу 10 часа, најпрофесионално беше снимена и се надевам дека очекуваме сега некој спот да биде реализиран, спот во смисла не да учествувам јас или било кој, меѓутоа да има некоја позадина за да можеме да ја постираме и на YouTube. Имавме прилика да ја слушнеме аудио верзијата, навистина кога ќе дојде ред слушателите да пошироката публика да ја чуе, ќе се увери во тоа. Како одлучувате како да звучи со вашите партнери до групата? Која беше идејата, да. Додека студирав во Скопје, беа популарни два кафичи, Бони и Јани. Цело Скопје и сите млади, условно кажано, студенти и средношколци беа тука за поднос на викендите. Добив желба да напишам една поп-рок композиција која ќе остане и која ќе биде ретро на тој период. И затоа ќе можат и слушателите односно текстот да приметат дека текстот е од тој период, значи средината на 80-тите, крајот на 80-тите и со една многу интересна тематика. По однос на музиката, како што реков, мислам дека македонската музика е сиромашна со рок нумери и сакав едноставно да допринесам, доколку и мојата песна заживее, да допринесам доста, нешто и од мене, иако јас
повторно ќе кажам, не сум професионален музичар, меѓутоа очигледно талентот дојде до израз. Да видиме реални палат номери од типот на високи штикли, црни чорапи. Да, неправда, да, па баш тоа беше инспирација, да, за да биде создадена таа песна и мислам дека ќе заживее, бидејќи на сите журки, колку што приметувам било каде во кафиче што се одржуваат дискотеки, овие две номери и понатаму продолжуваат да живеат. Иако може би спомнавме, да повториме кои се во групата ТОП и каде настапувате вака, имавме можност да видиме неколку. Во групата ТОП, освен мене членува и Ванчо Георгиевски на гитари, соло гитара, Зоран Пауновски на бубњеви и Дејан Митевски на бас гитара, да. Имаме два настапи до сега, меѓутоа нашата цел и нашето студирање не беше да настапуваме професионално, чисто за наша душа да може да музицираме и да бидеме исполнети. Но сепак имаше одвид на тие Да, првиот настап ни беше во Младинскиот културен центар во Скопје, каде што на нашиот настап имаше некаде околу 200 присутни и помина доста добро и солидно. Тоа беше, мислам дека почетокот на октомври, ноември, тука негде. Имаме еден забележителен настап и во кафе барот Дион, односно ресторанот Дион на градски площад на Кеј. 30 мај мислам дека беше, направивме една журка, исто така сме задоволни, ни се подобри квалитетот и ние продолжуваме понатаму да свириме, меѓутоа повторно ќе кажам, свириме за наша душа, инцидентно можеме да имаме некој настап, не е задолжително. Често сте со семејството во Делчево, секоја прилика ја користите да се видите со пријателите, па еве, не одамне да поиграте тенис малку. Дали тоа што ве одржува и ви дава инспирација? Сега се наоѓаме патем, кажавме во вашиот двор, кој е прекрасно место за баш за вакви игри. Да. Па доаѓам во Делчево, тука е се уште жива мојата мајка, но татко е веќе покоен за жал. Инаку наш професор по логика. Да. И доаѓам често да ја посетувам, да и се најдам за некои потреби и така натаму. А инаку слободното време порано го искористував со активно играње на баскет. Меѓутоа баскетот сега го стави во втор план, играв и пинг-понг, и тој го стави во втор план. Сега ми е актуелен тенисот. И порано сум играл тенис, меѓутоа сега го актуализирам, веќе во Скопје, да речем 3-4 месеца активно играм со пријатели тенис. Кога дојдов тука видов дека организирате турнир, па сакав еве да дадам јас свој допринос и се надевам дека тоа е убава работа, дека биде ова почеток кој ќе биде на некоја традиција која ќе продолжи, која ќе се омасовува, бидејќи тенисот е навистина убав спорт. Терените тука се бесплатни, што е многу добра работа за разлика од Скопје што се плаќаат и мислам дека ова традиција треба да продолжи. Ќе се навратиме пак и на вашиот татко, имајќи предвид дека тој има оставено многу во ракопис, многу значајни пишани текстови, особено за Делчево. Дали меѓу нив можеше да се најде нешто од тоа што ти го работиш текст за песна, па да останало да се продолжи? Па не. Моите текстови на песните претежно беа на српско-хрватски. Сега еве Топ женска е на македонски, сега спремам еве ќе откријам уште една работа. Во студиото кај Вранко Попчевски спремам уште една балада, еден сентиш, кој беше направен на српско-хрватски јазик, меѓутоа се договоривме ќе направиме препеви на македонски со многу интересен наслов Бескрај за крај. Да завршиме работата со Топ женска, продолжуваме со Бескрај за крај, па ќе видиме. Сепак јас не планирам да влегувам во професионалните музички води, тоа го правам чисто аматерски, затоа што сметам дека има некој одреден квалитет во моите песни, да останат нешто за потомците и за моите. Така, дали еве кога би се организирало нешто во Делчево, а да учествуваат, имаме некои гитаристи кои се учат се тука, Дарко Тасевски, тука напоменем Иван Тренчевски, Верка е од Делчево, знаеме кои се најде, па да направиме некој настан на летната сцена, да речеме, дали би било... Ќе ми биде секако чест и задоволство, еве, ќе откријам уште една тајна за
вашите гледачи, ние веќе имавме договорена настап на базенот во Делчево во јули месец. Значи, беа договорени и терминот, беше договорен и настап, меѓутоа го имавме тој пех на бубњарот почина Вујко и така да бевме спречени да настапиме на базенот во Делчево. Се обидовме сега при крајот на август, меѓутоа ни рекоа дека веќе сезоната завршува, така што ќе бидеме почестени доколку организирате нешто и не повикате, секако дека нема да изостане нашиот настап и задоволството ќе биде посебно. Некој да спомене пред самиот крај дека Николче е еден од оние иницијатори, бидејќи фудбалска Делчево како фудбалски град на Брегалница, клуб кој се натргуваше своевремено во Прва лига, имаше идеја и да направиме некој настан по повод 100 години на клубот постоење, меѓутоа организацијата малку е позахтивна и Да, точно. Ако некој тоа го слуша, еве, може би се уште има време. Јас повторно ќе го повторам, значи мило ми е што го спомнавте тој момент. Јас додека уште бев во Делчево, бев страстен навивач, да, добро. Страстен навивач на Брегалница и сите настапи на Брегалница ги следев. И овој клуб ми остана некако во срцето, иако сум сега во Скопје. Дознав дека оваа година, мислам дека се наполнуваат 100 години од формирањето на Брегалница. Ве повика вас и неколку видни личности во Делчево да го актуализираме тоа и да избереме спортист на Брегалница на тоа столетие, така да кажам. Меѓутоа јас ја дадов чисто идејата со можност, бидејќи вие сте тука, да помогнете и да ја реализирате. Јас сепак од Скопје немам можност. Еве уште еднаш апелирам на сите. Има време до крајот на годината. Да, на сите оние што ја сакаат Брегалница, што сакаат да помогнат, бизнисмени, активни фудбалери, фудбалери, пензионери, да го направиме тоа за тоа што сепак Брегалница заслужува таков настан, заслужува да биде изберен спортист на столетието, доколку повеќе што веќе има настапувани во првата македонска лига. Така, тоа ќе биде настан во одредено место каде сите фудбалери со нивните семејства ќе Еве присуствуваат. ние Секој ќе гласа за нив, така Така е, така беше идејата, да, преку вашиот портал, секој да го даде гласот за фудбалерот кој му бил омилен, кој смета дека бил најдобар на тие 100 години, условно кажано. Еве ние јас се обрзувам како член на групата ТОП и да настапиме на таа манифестација, да ја збогатиме со музичка програма. Еве една добра идеја, од музиката почнавме, завршиме со фудбалот. Ако има нешто што не кажавме, ако е тоа се, јас се заблагодарувам што Благодарам и на нашата вас, ми покана. беше чест и задоволство и се надевам дека и ова последната замисла ќе ја реализира. Благодарам уште еднаш. Седиме друштво во кафе Барбони, пиеме виски и по некој шток, мирис на парфем наоколу се шири, проаѓа женска со сукничка тесна. Топ, 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 женска. Ке напишам за тебе песна, ангелско лице, дело и стас. На моето срце нема спас. Топ, 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 женска. Ке напишам за тебе песна, каде ли беше до сега ти? И пеам на глас во истиот час. Седеше кратко, стана за миг, се појави фраер, баш
večnost bez zbor. Zamina titko, a nije pošao. Top, 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 ženska. Gdje napišam za tebe pesna. Angelsko lice, belo i stas. Na moje to srce nema spas. Top, 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 ženska. Gdje napišam za tebe pesna. Kade li beše dosegati i pejam na glas o istio čas.